Ајде, Божо, изгинавме. Ајде, добро вечер. О, Бујрум. Луѓе, Ајде, Бујрум. че не примите дека измрзнавме, ова не било. Ајде, па. Ние не Здраво и измрзнавме. живо. За многу години. Здраво. За многу години. Ајде, За Бујрум. многу години. О, леле, луѓе, бе ваква зима од кога не сме виделе. Шетате за Коледа, жити се. Ајде, излеговме да ти кажам да просетаме онака и со Божо. И ми вели, абе многу ладно, бе, че наиме Оган Боголам, бе, каде Оган? Оде зад камерата е Божо. Тој зад камерата. Зад тој е камерата. Божо. Здраво, Божо. Здраво, Божо. И најдовме Оганче, бе, ракијаци честите на луѓе. Ајде. Ајде за многу многу години, година повесели. Значи, ова Коледиво ти е супер за будали кod нас, кој излеза немаше да прави се стопло. Немој така сега, Коледа за будали не е. Коледа е длабока традиција. Да? Да. Ај кажи ни нешто е. Сега, можеме да ти кажам народно, Коледа е дено пред бадник, сите го нарекували, многу повеќе му се радуваат луѓето, нарочито посебно децата, на Коледа. На Коледа се палат огновите. Главна карактеристика, некој вика дека тоа е затоа што сме луѓето грешни, па се плашат дека идната година сонцето нема да се роди заради нашите гревови, па со огновите малце да го дадеме, Да го испровоцира. да го испровоцираме, односно да го зајакниме. Тоа е една од теориите. Другите вика, тоа е теорија да се изчистиме. Огнот и водата чистат најдобро и поповите кадат, например, кога со кандилото, кога се причестуваш или кога има служба. Така огнот, чадот, треба да изчисти од гревовите. Многу сум грешен што да. Да. Треба да влезиме. Да. Овој Замина. многу грешен. Замина. Многу греш. Третата теорија е дека е Коледето во врска со култот на предците, тогаш се предците наши дојдени овде да ни помогнат. Тие патуваат долго време, но треба да стасаат до Василица за да ни помогнат. Такво е верувањето дека нашите предци доаѓаат на овој свет да ни помогнат да се плоди природата, да има берикет, како тие се наводно загрижени за нас. Обично на оревови дрва тоа се качуваат, влегуваат во кучињата, затоа и кучињата на Василица, кога им е доста, одете си назад, ги жежнуваат со жарчиња и вика си помина како птиците на Василица, затоа што се тепаат птиците за да си заминат демоните на оној свет. Доста им е толку. На Коледе рачунаме така кајнат, барем светаме дека предците се со нас. Сега имаме нови обичаи, имаме бадникови кумови, но тоа не е суштина на Коледето. Значи, кај Коледето е најважно опсходот. Децата си одат по куќи, се собираат во коледарски тајфи, одат по куќи, блосојат за убава година и заради тоа добиваат костење, добиваат смокви, мандарини, емиш, порано било јаболка добивале, ореви, обавезни оревите. Деца така ни давај кој ќе не носе, прво му пеевме. И најбитно од се колачињата коледарски кои се правеле тогаш, обично се прават, значи постни, тоа паѓа во пост. На Божик по наше се замрсува, на Христовото раѓање. Дури и на бадник се јади постна или мртовечка, се нарекува трпеза, која треба да биде задолжително, мора да има и сармички тогаш, како за Свети Никола. Дури од Свети Никола за Коледа и за бадник се оставаат цармички. Значи, нашите снимања за традиције и за празници никако да биде избегнати царми. Лани ги виткавме, годинава ги спомнавме. Да, ги спомнавме. И сега, многу битна работа е на Коледе прескокнувањето на огинот. Децата и постарите, дури понекогаш го прескокнуваат огинот, се силат, ние викаме, на огинот или како што играат долга магарица, но сега преку оган. Така. Понекогаш имаме и копано Коледа, кога се прави во дупки, тоа е кој е при некои специјални прилики во некои села,
кога треба, значи се јавила некоја болест, кога треба да се искорени болеста. Значи, коледето е поврзано и со сточарската магија, тоа се причестуваат и сите рогата, она марва или животни, понекогаш им се пали свеќа на рогот за идната година и тие да бидат плодни, и тие да даваат млеко, да раѓаат телина, да раѓаат овци, и се смета дека коледето е поврзано и со култот на волкот, а нашиот корисник на волкот е песот, кањот. И обично е тоа секогаш помешано во тој народен гений. Прастар е обичајот. Коледе потекнува зборот е календе јануарис. Тоа е првиот ден од новата година по стариот календар. Значи, во суштина коледето некогаш било новата година. Нова година, да има логика и огнот и сите тие работи. Се сакам да те прашам од каде е ова традиција која што настанала да се пали огнов, од секогаш да се подсили сонцето. Ова јадењето, пијањето, колбасите, печење, нели е посно. За сите празници треба малку да се пие за да се добие ритуален транс. Луѓето мора да бидат во празнично расположение. И обично помага ракијата, но за Коледе се пие топла ракија. Како еден обичај. Самите песни кои се пееле на Коледе, коледарски песни, ги имаме мрсни оние песни во кои се тоа е поврзано дури со маскираните поворки. Зошто? Затоа што предците сметаме дека се од онај свет, а во онај свет не се работите така наредени како во овој. И таму зборувањето безобразно и пеењето мрсни песни е нешто како сосема нормално. Секојдневие. Значи одиш во рајот и се зборуваш мрсно. Па сега овие не се дојдени веројатно од рајот, затоа што обично не би палеле огнови, не би пиеле ракија да се од рајот дојдени. Значи, најбитно е блосоењето, посакувањето радост во куќата, а самото палење огнови како еден човечки, култен производ. Значи, само човекот може да го контролира, да го пали огнот по своји прилики. Тој е не прастар, туку една од најстарите карактеристики воопшто на луѓето и огнот за нас нема само физичко значење, туку има многу и символичко значење. Самите песни споменуваат во Македонија дека се слави и некоја божица стара леда, од имаме Коледе, леде, утепа греде. Утепа деде. Тогаш кажуваме дека старецот умира и се јавува новиот. Го викаме Божич или Божик. Или Божич е обично тој кој ја продолжува следната година. Стариот умира, се јавува новиот. Тоа е она вечна инкарнација, значи вечно обновување во природата, како што во пролет природата се обновува, така и новата година, значи треба тоа да го овозможи и ние ритуално сето тоа го празнуваме. Значи ја имаме неколку божества се спомнуваат во самото Коледе, Дајбог, Леда се спомнува и се спомнува на стариот дедо, а некаде е стариот дедо Орач, кој умира и остануваат неговите синци. Некаде на Коледа имаме и маскирани поворки кои треба да бидат душите на предците. Ја мислам дека накратко супер ни ја раскаже приказкава и сега редно е ние да влеземе полека во ритуален Во ритуален транс. За многу години да сме живи, Коледица, Варварица и по неја Василица. Коледе, 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 коледе.